Музејската збирка на Кочани како депанданс на Археолошкиот музеј на Македонија денеска го имаше третиот дел од едукативната работилница посветена на културното наследство на Кочани и Кочанско. На работилницата учествуваат 27 ученика на возраст од 9 до 16 години од кочанските основни и средни училишта. Главната цел беше да покажеме дека преку игра, преку едукација може многу повеќе да се научи, значи тие ги доловиле основните црти на тоа што можеле да го видат и на тоа што тие си го замислиле. Во најголем дел инспирација, како што и сами можете да забележите, наоѓаат во накитот и тоа уште од најстарите изработки кои што овде јас можам да ги препознаам, потекнуваат од енеолитот, 5000 години од пред наша ера, иако презентацијата започнуваше со каменото време, значи од 7000 години пред нашата ера, меѓутоа енеолитот и железното време изобилуваат, како и средниот век, изобилуваат со прекрасен накит и во најголем дел учесниците на работилницата инспирацијата ја наоѓаат токму во тој дел. Откриениот археолошки материјал кој на учесниците им беше прикажан преку видеопрезентација беше доволна инспирација и предизвик да се создадат дела кои во целост ги осликуваат археолошките предмети од повеќе археолошки локалитети во општината. Работев во месецот мај во работилницата и сликав со темата акрил. Средниот век ми беше многу инспиративен, особено накитот, па го представив како тоа изгледал на жените во средниот век. Многу ми беше интересна работилницата, бидејќи овде заедно цртавме, а и многу научив за археолошките остатоци во Кочанскиот регион. Моите изработки ги работев со молив и со црна туш пенкава. Цртав стари археолошки пронајдоци кои што се најдени во Македонија и со темперни бои. Инспирација па гледав од некои примери, мојата наставничка Марија. Изложбата на дела од работилницата за културно наследство на Кочани и Кочанско во етно куќата ќе биде отворена во наредните 20 дена.